Почнете од почеток со Бони Сала. И им рече: дојдете вие сами, на пусто место, и починете си малку. Марко, 6 глава, 31 стих. Се сеќаваш ли на времето за спиење во градинка? По ручекот, секое дете во групата добиваше ќебенце, кое грижливо го одмотуваше на креветот и се очекуваше од нас да спиеме половина час. Но јас немав намера да спијам. Го мразев пладневното дремнување. Имаше премногу работи за откривање и премногу забава за да можам да спијам. Неколку години подоцна не се променија работите многу. Си ја сакам работата и го сакам чувството дека сум постигнал работи. Секогаш има уште за правење. Одморањето ми се чини како тешка работа. Но Бог, преку уморот што го чувствувам во телото, како и преку писмото и неговиот свет дух, ми кажува да се одморам. Залудно ви е да станувате пред зората и да седите долго во ноќта, вие што го јадете лебот на трудот. Тој им дава на сите возлюбени и во сон. Псалм 127, стих 2, го пренесува тоа јасно. Кога си помислувам да напредувам, со тоа што ќе се напрегнам себе си, Бог го нарекува мојот истрошен напор залуден. Пасторот Рич Вилјодас забележува дека, доколку Исус не ги тргнал настрана учениците да се одморат, тие или ќе умреле од исцрпеност, или ќе престанеле да го следат, или ќе станеле зависни од работа. Тоа се 3 многу реални искушенија со кои се соочуваме. Дали се чувствуваш како да имаш премногу работи за да можеш да се одмориш? Исус никогаш не вика да го сториме тоа. Животот кон кој не повикува е живот кој се живее во неговиот ритам, во неговата сила, осилен преку време за одмор. Одморот е духовна дисциплина која треба да ја негуваме. Следевте еден момент на рефлексија од Бони Сала. Почнете од почеток со Бони Сала.